Порастот на дневните температури кои надминуваат над 40-тиот степен очекувано ја зголемија и потрошувачката на питка вода. Утро во Македонија наутро нашата екипа се наоѓа во јавното претпријатие Водовод и канализација, а тука разговараме со Дејан Димовски, раководител на одделението за електромашински работи во јавното претпријатие Водовод и канализација. Господине Дејан, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Колкава е потрошувачката на вода во овој период од годината? Добро утро, поздрав до гледачите на македонската телевизија. Енормно имаме зголемување на потрошувачката на вода, особено во месец јуни, од кога се зголемија просечните дневни температури. На 23 јуни овој месец измеривме рекордно производство на вода на дневно ниво, 356.000 метри кубни вода за временски период од 24 часа. Во месец јуни просекот е приближно на дневно ниво околу 340.000 метри кубни вода дневно. Кажете ми, според вашите податоци, зашто најмногу се троши вода и каде најмногу се троши вода во Скопје? Најмногу вода трошат населените места од Скопје, во кои што луѓето живеат во индивидуални куќи. Ние имаме забележано енормно трошење на вода во општина Сарај, зголемено трошење на вода во општина Сопиште, во општина Шуто-Оризари, во делови од Чаир, во Бардовци, така да генерално најголемата потрошувачка на вода откако се зголемија дневните просечни температури, се забележува во делови од градот во кои што луѓето претежно живеат во индивидуални куќи за домување. Нема ризик од недостиг на вода, но треба да се користи рационално. Кои се вашите препораки за рационално користење на водата? Ние во моментов сега во Скопје само од Раше има сега во 8:30 денес има 3000 литри во секунда потрошувачка надополнета со дополнителни 1000 литри во секунда од двете бунарски подрачја Лепенец и Нерези. Сега за сега има стабилно водоснабдување во градот Скопје благодарение на тоа што ние направивме технички подготовки на системот во зимскиот период. Меѓутоа, јас ќе споделам со скопјани, сите ние скопјани треба да знаеме дека во моментов системот работи со максимално оптеретување, имаме само една опција, опцијата се вика или ќе ја трошиме водата рационално ќе ја користиме, нема да ја трошиме за полевање, полнење базени, нерационално користење на водата, или ќе имаме стабилен водоснабдителен систем. Двете опции во овој момент се исклучени, не се можни, значи или ќе се однесуваме цивилизирано и ќе ја трошиме водата рационално, или нема да имаме стабилен водоснабдителен систем во град Скопје. Господине Дејан, уште едно прашање, кога станува збор за трошење на водата, тука се и дивите приклучоци, за жал, како се справувате со дивите приклучоци на вода? Откако се зголемија температурите, обидите за манипулација на нашиот систем, односно за така наречено диво приклучување на поединци се зголемија. Особено тоа е изразено во истите населени места за кои што говорев претходно, таму каде што и енормно е зголемена нашата потрошувачка на вода. Сето тоа дополнително ја отежнува нашата работа, бидејќи нашите екипи покрај тоа што генерално се фокусираат на техничко одржување на системот и санација на појава на дефекти, бидејќи реално системот е максимално оптеретен во овој момент, мора да действуваат и на превенирање и на спречување на обиди за манипулација на нашиот систем, односно за диво приклучување. Колку се обидите поголеми, колку нападите на системот се поголеми, ние се наоѓаме во многу потешка ситуација да ги превенираме и да ги пронаоѓаме тие дефекти. Нашите екипи се постојано на терен и се обедуваат да ги превенираат и спречуваат таквите девијантни појави. Господине Дејан, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во утро во Македонија наутро. И ја ви благодарам што нашите апели ги пренесувате и би искористил уште една прилика да апелирам до луѓето за да може да ни помогне да го држиме системот стабилен, да ја користат водата рационално. Така, апелот ќе го повторам и јас, рационално да се користи водата, особено во овие жешки денови, да се сведе на минимум колку што може, за да имаме вода за пиење во текот на целото лето. Разговаравме со Дејан Димовски, раководител на одделението за електромашински работи во јавното претпријатие Водовод и канализација во Скопје. Бранко?